што можеме за одредени можни поместувања на македонската и на европската партиска сцена. Гости имам тројца и да почнам поред. Гордан Георгиев, добро вечер, политиколог. Така е. Беше пратеник во Социјалдемократскиот сојуз, беше дури подпредседател, ако не се лажам, активен, се уште член. Па јас сум активен во општеството, ако може така да се каже. Ама не си вратил партиска книжка, сигурно. Не се работи за тоа. Но не сум во ниједна структура на партијата, не сум активен во таа смисла. Така. Иво Ранџеловиќ, исто така политиколог, си студирал па постдипломски и во Лондон, и во Америка, во Бостон. Не си член на партија. Не сум, не. И се врати во Скопје и почнуваш бизнис. Многу оптимистички. На таа линија сум исто како и Гордан, значи активен сум јас во општеството, но до сега не сум ни агитирал за некоја партија. Може би понатамо, кој знае, сега за сега добар сум и вака. Така. Костадин Богданов, ВМРО ДПМН, беше и во извршниот орган на ВМРО ДПМН под водство на Христијан Мицковски, напушти. Важиш за дел од реформаторите, какви ти се конекциите и контактите со партијата? Па, имаме некои контакти, редовно со пониските структури, да кажем. Во централни структури, секако откако си поднесов оставка, немам некој контакт. Не учествувам во креирање на политиките, наративот и моментално кој што го има партијата. Така да следиме од страна што се случува и така во вакви јавни настапи посакуваме се најдобро да се случи. Да, пошто реков политиколози, ти си дипломиран правник, адвокат. Да. Како што реков, и јас сум дипломиран правник, имам, значи, двајца сме правници, двајца политиколози. Ке почнам со Гордан. Пишуваш колумни за Дојче Веле. Во последната колумна некако оптимистички гледаш и на метлата на Заев во партијата, а и на најавата на Христијан Мицковски, односно на партиските тела, дека пратениците за одземање на мандатот на Никола Груевски треба да гласаат според уставот и законите. Ајде за првото, што, бидејќи имаше и зајадливи коментари за партиските промени во СДСМ. Јас? Да. Јас имам зајадливи коментари? Не, во јавноста, во... Ти претходно ги анализираше и двете партии со сите забелешки. Живееме во прилично шизофрено општество и тоа не е нова работа. Јас почетоците на општествената шизофренија ја лоцирам сепак со подемот на Груевски, но се уште сме во едно општество кое што, да речеме, не знае каде точно. Нема еден општествен консензус каде одиме. И од тука и моите коментари, и моите писанија и колумни, некојаш кои читам наназад кога се враќам, може би делува шизофрено. Тоа се некојаш изблици на оптимизам, некојаш изблици на разочарување. Но она што се трудаме да нема пизма, да нема зајадливост и да нема лоша мисла, да нема зла крв во нив. Ако зборуваме за последното писание, се работи за тоа дека потегот на Заев со метлата и со изнудувањето на големи кадровски промени, да речем, сите председатели. Тие се без преседан. Значи не се сеќавам, може би ќе сети некој ако имал некои поголеми промени од тој тип во македонската партиска политичка сцена. Тие беа изнудени по самото признање и на Заев и на другите челници на СДСМ заради релативно лошиот резултат на претседателските избори. Но ние не можеме да ги оцениме сега импактот на тие промени. Не може да ги оцениме затоа што ова се само разрешувања или оставки. Но добрата работа, како што те разбрав од писанието, е дека, иако победија на изборите, допрел гласот на народот. Да, и тоа е чудно, затоа што победничка партија, победничка де факто партија... Што кај нас партија... секој си ги толкува резултатите како што му одговара. Да, во случај бројките покажа дека СДСМ победи, тоест кандидатот на СДСМ и коалицијата победи. Но изгуби од претходните избори. Да, и ова е некаква превенција, радикална превенција од страна на Заев, како несомнен лидер на СДСМ. Првиот чекор е направен, но следните чекори се потешки. Бидејќи сега веќе во партијата, претпоставам, јас немам директна комуникација, веќе има прилично роварење внатре.
бидејќи партијата е еден облак или конгломерат од суети, кои што многу разорно делуваат. Во секоја организација, но партијата е најизразено тоа, и претпоставам дека не е лесно да се разреши висок функционер, при тоа така наречен соборец, кој што биле цело време со Заев во целиот период и кој беше тешкиот период и најтешките периоди. И сега големиот предизвик е што ќе биде понатаму, кои ќе бидат новите луѓе или старо новите. А јавноста е прилично наелектризирана, бидејќи премногу наелектризирана, и таа ќе суди, незиниот нож ќе биде подолг и поостар. И затоа предизвикот сега кои ќе бидат новите луѓе не само во партијата, особено во владата и на разни позиции, ќе се гледа со посебна лупа. И тука е голем предизвик и дај Боже тоа да биде добро не само за СДСМ, но тоа ќе биде добро и за државата. Ајде првиот круг метлата на Заев, Иво, како ти го доживеа овој чин, да речем? За сега метлата е пред се партиска, се уште не е нешто драстично владина, ќе видиме како ќе биде понатаму. Меѓутоа, тоа чистење со метла, односно разрешување на директори, на функционери, тоа треба да стане нормално во општеството, ќе биде една нормативна основа по која не само партиите ќе функционираат, туку и општеството. Ама не е само разрешување, кај нас морална одговорност да поднесе некој оставка. Еве, добро, Павле Богоевски поднесе таква оставка, не е битно изнудена ваква или онаква, но некој да рече јас се чувствувам морално одговорен. Без разлика Тоа е дали кај била нас изнудена раритет. оставката или не, тој потеќе за поздравување. Меѓутоа, она што е уште поважно е што ние треба да се навикнеме па и на тие оставки и не само дека одговорноста да ја сносуваат со тоа што ќе дадат оставка, туку и додека се на функција треба да сносат одговорност. Значи да дадат отчет што работеле, како се работеле. Во тој сегмент најлесно е да поднесете оставка и да кажете не сум крив за ништо. Јас во мојата последна колумна наведов некои комплекси кои сметам дека треба да бидат приоритети на било на која порталот влада. Фокус, да кажеме, пошто рековме за Токму Дојче така, Веле. да, конкуренција. Во кои сметам тие приоритети се предуслов за било какво чистење со метла. Може би подоцна ќе ги предискутираме да не ви одземам време. Така. Не, првиот круг е значи СДСМ и партиските смени што ги покрена лидерот Заев. Костадин, како тебе ти изгледа целата таа операција? До половина, да речем, уште функционерите не се дојдени државни, но вакви партиски смени, што каже и Гордан, не сме имале. Добро, да, во секој случај е за поздравување, затоа што очигледно дека Социјалдемократскиот сојуз не беше задоволен од резултатот кој што го постигна на претседателските избори. Во општини каде што буквално прегазија 2017 година, сега има значителен број помалку гласови и за очекување беше да се поднесат оставки, меѓутоа разрешувањата беа малку авторитарни, да кажам на некој начин, што со акт на претседателот практично тој некоја тема на емисијава, со еден акт на Значи, претседателот сакаш да кажеш што тој е еден европско-демократски агол во една политичка партија е... Да, можеби беше и подоблесно како што направија подпредседателите и председателите на општинските комитети да понудат својата оставка, отколку председателот на некој авторитарен начин да ги разреши сите, па се одново да им понуди нели да се конкурираат и да се јават на новите избори, на новиот конкурс. Нешто слично се случи со ВМРО ДПМН најминатата година, кога беа разрешени сите председатели на општинските комитети и се направи еден реизбор на нови председатели на општински. Иако за волја на вистината некаде околу 60 на 70% беа реизбрани, оние што беа старите од времето на претходниот председател, што значи, како што спомна и Гордан, самото разрешување како акт и да е авторитарен не гарантира дека нешто суштински би се променило, све зависи од новите луѓе кои ќе се стават и секако за очекување најавената реконструкција, односно промена на влада, да се заврши нели вториот дел, се со цел за доброто на државата. Дали е ова во ред, да речеме, кога лидер на партија вака разрешува, кога оди од центарот, времето на комунистите беше демократски централизам, нели, базата ги разговара, но потоа спроведува од центарот. Колку е ова корисно за да демократскиот живот во една партија биде нормален, зашто овде постои фракцијата се третира како опасност по опстанок на партијата. И затоа постојано од СДСМ или од ВМРО кој како ќе излезе формира партија. Ние не можеме да го гледаме ова изолирано од
македонскиот контекст. И она што се случувало претходно и она што се случува во иднина. Да не забораваме дека статутот на СДСМ е сменет од кога е Дојан Заев начело на СДСМ и тој има инокосно право да ги бира председателите на општински организации. Дали го поддржуваш ти ова? Не е битно дали е СДСМ или било која партија? Не го поддржувам, бидејќи мислам дека условно кажано авторитарниот избор на еден човек, кој да е тој, најдобро да знае партијата и најдобро да може да ги избира, создава после дисторзии во партиското ткиво. Бидејќи после Дали создава послушност па на некој начин? се разбира. Ама тоа е да речеме трейдмарк на македонските, особено големите мејнстрим партии. Послушноста, клиентелизмот, препоставено ќе зборуваме за тоа. Но велам дека не треба да се гледа изолирано од контекстот, затоа што ако се сеќавате од тој последниот централен одбор каде се разрешени луѓето, излезе една реченица во која што Заев наводно им се обратил на сопартијците дека ако треба да бирам помеѓу вас, парафразирам, помеѓу вас и државата, јас ја бирам државата. И се тоа е една голема работа, голема порака е таа, затоа што мојот впечаток и мислам дека не грешам тука, дека партијата, членството, особено разни функционери на разни нивоа, не ја разбра големината на работите што се направија во време на оваа власт. И тоа влече траги од минатото, да речем условно клиентелизмот во СДСМ или очекувањата после 10 години пост од Груевски, и не успеа да го следат тактот на големите радикални промени кои што Заев патем рече не ги ни најави во предизборна кампања. И затоа очекувањата на луѓето, клиентелистичките очекувања на луѓето беа големи. И затоа многу од луѓето кои што ги критикуваме сега со имиња и презимиња, веројатно си велат, јас сум сега тука 4 години, дај да видам што можам околу мене да вработам, непотизам и така натаму, бизнисчиња и така натаму, не гледајќи големата слика. Тоа е, да речам, суштината на сите наши партии во изминативе 3 децени. Но толкав број на членство, да се фалиш со огромен број на членство, секогаш го доживувам како нови усти за ранење. Миша Поповиќ ми беше од невладината кој кажа дека по број на жители Македонија во моментот има поголем број партиски членови од една Кина. Значи, по некои анкети, сите тие членови, мнозинството 90% очекуваат утре некаков бенефит, вработување, функции, тендери и слично. Иво, како ти делува? Си бил, еве, си студирал. Ова што ви го кажале е веројатно поради тоа што најразвиена стопанска гранка во држава е политика, очигледно. Значи, вака, било која реконфигурација на една влада, вклучувајќи ја и оваа, е жртва и ќе биде жртва на партизацијата. Овој цитат што го кажа господинот Георгиев е пред се државнички потек од страна на господинот Заев, а меѓутоа се плашам дека партизацијата е посилна од било кој премиер. Значи таа база на гласачи, тие штабови, целата организација. Ако не биде вработен, тој нема да гласа утре. Токму така. Значи било која влада ќе падне за маѓиотсен круг сега. Било која влада ќе падне за помалку од 2-3 месеци од како ќе ја составиш, бидејќи било кој премиер или функционер зависи од тоа партиско членство. Департизацијата во моментов мисловна именка, особено тоа го гледаме и во изборот на советници, ајде сега да не навлагам и во тоа, меѓутоа до советниците. Да, се плашам и со резерва сум дека било каква реконфигурација на оваа влада ќе биде бар во поголем дел жртва на партизацијата која е неизбежна во овој момент. Јас се надевам дека сега Брисел ако не впрегне, дека само таков еден камшик може малку да ги измести работите. Костадин? Па, јас да се надоврзам да Гордан само во делот на поставувањето и разрешувањето од страна на претседателите на партиите, значи може да делува и од еден друг аспект деструктивно, во смисла на сокривање од одговорност. И тоа доста често се случува да претседателите практично се кријат позади одлуките на највисоките тела, а фактички тие ги менувале луѓето кои што ги носат тие одлуки и веројатно го наметнале својот став да тие луѓе донесат таква одлука, која што понатаму се нарекува партиска одлука, без оглед дали е донел централен одбор или централен комитет и така натаму. Че сето тоа се луѓе поставени избрани од претседателите. Ама се знае на конгрес кој ќе победи, бидејќи се знае кој ги во јавноста се прикажува како еве партијата реши органите и телата, тоа е партискиот став, партиско видување и ние мора да следиме таа линија. И тоа во суштина се сведува на
одлука на лидерот. Како ја коментираш ова одлука на органите и телата на ВМРО ДПМН, пратениците во собранието околу одземање на мандатот на Никола Груевски да гласаат согласно уставот и законите? Па, правнички исправно. Да го следат уставот и законот. Што очекуваш ке гласаат? Тоа ќе видиме што ќе се случи на седницата и јас сум во изчекување, мислам Би се изненадил доколку одлуката гласа еден добар дел од нив за одземање. Се одлуката не е до крај јасна, Да, нели? се можеш да... И Во да секој гласаат случај, против, мислам, ке речат они дека е ќе го согласно следеа законот. Така? Уставот и законот, мислам, таман работа пратениците не го следат. Беше прифатено дека потоа се подразбира да гласаат за одземање на мандатот, меѓутоа наредниот ден видовме од самите пратеници дека друга интерпретација на таа Значи, се е одлука можно. како треба да ја применуваат, така да ќе видиме на седницата. Така, рековме за клиентелизмот. Јас се најавував дебатава и дека овие големиве партии СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ ги нарекуваат султан партии, нели? Председателот е се и се што. Јас едно време знам во времето кога Бранко Црвенковски беше лидер на СДСМ, во партијата го нарекуваа папата, па кога дојде Груевски, пастирот, нели? Не, Груевски беше пастирот на нацијата. Аха. Не на партијата. А Црвенковски беше папа. Каде нешто. Не се. И имаме дузина, значи не знам 30-50 мали партии, па кои ги нарекуваат Python партии. Толку има членови колку еден Python нели да се собере. Можно ли е да чекориме по европскиот пат со ваква партиска филозофија, клиентелистичка и секаква, нели? Што се подразбира од ваквата конфигурација. Ова што рече Коста околу одлуките на Заев, само ќе се врзам на вашата теза. Да не заборавиме дека и Зоран Заев како партиски лидер е дел и Мицковски, а Лехмети да не преморат, е дел од еден систем кој што се хранал, се негувал со години. Ова принципот на гладниост и така натаму. Од друга страна, да не заборавиме дека некогаш и како јавност, особено непартиската јавност, или она јавност која што не била дел од партија, од тој организам, механизам, монструм, како сака да кажете го, понекогаш често престрого суди кон партиските членови. Значи, таму има и прекрасни луѓе, препоставени во другите партии, знам за СДСМ, има квалитетни луѓе кои што се етикетирани и шиканирани само заради тоа што одлучиле да влезат во партија која што, да не забораваме, единствениот можен начин да се влезе потоа на власт и да се Добро, основна промени клетка во едно демократско општество. Да, Но за да се како е промени- организацијата внатре? Во ред. Сега да кажам дека и таа одлука е дел од еден систем на клиентелизам кој што бил хранет, негуван, создаван од него. И она што е интересно, и таа јас таа теза ја кажувам дека често, е дека Зоран Заев не е истиот што беше претходно. Затоа што мислам дека големиве настани, големиве одлуки што се случуваа во последниот период го променија. Партијата не успеа да фати тој чекор. И тоа не е мала разлика. И затоа мислам дека сега имаме еден голем диспаритет помеѓу очекувањата на партијата, особено клиентелистичко бизнис очекувањата, и оно што се навикува треба да одиме напред кон Европска унија и така натаму и така натаму. Мала пауза само за реклами, па се враќаме во студиото, продолжуваме со Иво. Неверојатен бонус од 16.000 денари за вашиот нов 55-инчен 4K Samsung телевизор. Предизвици, пријатели, нови љубови. Животот никогаш не спие. Ти остануваш буден до крај. Guarana No Sleep. Кристина Дамил. Место каде можете да создадете дом од вашите соништа. Мебел за сечи вкус. По неверојатно достапни цени. Одберете го вашето омилено парче денес и направете го секој ден поубав. Ве очекуваме во салоните на булевар Ѓорче Петров и булевар Борис Трајковски. Салон за мебел Кристина Дамил. Плазма слана е одличен сојузник кога имате само 15 минути да спремите нешто што сите го сакаат. Совршена е во сите комбинации, а можете едноставно да ја послужите со јогурт. Сега повкусна и покрцкава. Плазма слана. Ресторан Гарден.
Идеално место за организација на вашите свечени прослави, матури, крштевки, свадби, коктели и секако вид на промоции. Доволен е само повод. Ве очекуваме во нашиот топол амбиент во близина на кеот на Вардар. Резервации на телефонските броеви 078 385 385 и 075 230 330. Повелете секој ден од 10 часот до 1 часот по полноќ. Ресторан Гарден. Поврзете се со VIP Combo Box и добијте брз интернет дома или во вашата викендичка. Каде и да сте? Едноставно вклучете го уредот и за само 599 денари месечно уживајте во сурфањето. VIP, член на А1 Телеком Австрија групацијата. Секој млад човек сонува за успех. Тоа е постојано патување, а не дестинација. Чекај. Помни, неголемите не ќе спомнуваат. Сепак, патување. И меѓународната Продолжуваме со дебатата. Иво предмалку искажа резервираност дека е можна таа департизација на управата или да се толку брзо да ја симнеме таа клиентелистичка жичка на која се темелат нашите политички партии. Ти во последната колумна велиш и како всушност дека е проблемот како да ја спасиме државата од самите нас. Зошто не веруваш во тоа? Ако влеземе, добиеме датум за преговори, не ти влева надеж дека тој камшик од Брисел може малку да не помести? Тоа малце ја менува целата ситуација. Вие пред се наведовте еден термин Султан партии во множина за волја на вистината, кои се можеби покрај сугестивниот наслов адекватен пример тоа за нашите партии. Меѓутоа, со отварање на првото поглавје и доаѓање на вистинските реформи, тешко ќе оди ваквиот начин на функционирање кај партиите и таа хиерархија која вие нарекувате султанска. Тоа до негде влева надеж и не само за партиите, туку и за општо динамиките на тоа како ќе функционира општеството. Значи, европезацијата само по себе е процес кој не завршува. Значи, тоа е патување, не е дестинација, ако може така да кажеме. Веројатно ќе биде болен и тежок за нашиот менталитет тука, меѓутоа е во моментов круцијално да се почне од некаде. Значи, барем да се трасира таа департизација од негде, а тоа ќе биде уште, ви велам, со првото поглавје. Веројатно нема да го смени ово општество и партиите во целост, но верувам дека нешто... Барем да има некакви поместувања. Апсолутно дека ќе има, не само кај партиите, повторно ќе кажам, и кај општеството. Па, мислам дека постои веќе една поразбудена граѓанска јавност. Да, критички настроена. Со тоа што овој процес на реформирање, на европезација, значи тој процес не треба ние да го гледаме дека нам некој ни го наметнал, дека тие реформи се за ради Макрон, ради Меркел да влеземе на таа линија, сум исто со премиерот Заев, меѓутоа тој процес треба да го сватиме дека го правиме за самите нас, значи за едно одржливо општество во иднина. Нас не ни треба нити Макрон, нити Меркел, нити било која копенхагеншка критерија да ни каже дека не треба да сечеме две полни ленти кај градска болница и да удриме мотоциклист или да труеме кучиња по улици и да фрламе ѓубре. Значи овие реформи се здрави за општото добро, за колективниот просперитет на општеството, а со тоа верувајте ќе се рефлектира и по партиите. Костадин, важиш во онаа група реформатори. Некако вие во тој период, барајќи реформи во ВМРО ДПМН, постојано се повикувавте статутот па статутот. Па во Македонија и пред малку се насмеавме, нели, кога ќе речеш постапува согласно законот или уставот, секој си постапува како што сака. Зошто верувате дека еден, не знам, поинаков статут нема да овозможи лидерот да прави тоа што ќе се науми? Па добро, ние уште тогаш предложивме конкретни измени на статутот со кои што ќе се внесеше повеќе внатре партиска демократија во смисла на поголем простор за непосреден избор и поголем простор за
check and balance помеѓу внатре-партиските органи. За жал уште статутот не е променет, не е сменет, се уште функционира партијата по претходниот статут. Каже и Гордан дека и СДСМ го има во меѓувреме изменето статутот во насока да лидерот добие повеќе право и овластувања, во смисла да разрешува вака на некој начин авторитарно. И затоа јас сум поборник на тезата дека може би ова прашање, како во некои други европски држави, може да се реши со закон, закон за политичките партии, во кој што барем основната структура ќе се дефинира, основните check and balance помеѓу различните органи, за да не може сега председателот на партијата да биде и, не знам, председател на Централниот комитет. Тоа е како да ги споите председателот на државата или премиерот за да биде и председавач на собрание, председател на собрание. Значи, барем оние основните органи, основните check and balances и основните непосредна демократија внатре партиска да ја дефинираме со закон, дека, не знам, делегатите кои го бираат председателот на партијата треба самите да бидат непосредно избрани од нивните општини, за да бидат делегати на некоја конвенција на која се бира председател. Значи, мора да внесете малку непосредност, една непосредна демократија внатре во самите партии. Мислам дека се додека тоа барем некој минимум не се регулира со закон, самите партии многу тешко... Да, но не се толерира поинаково мислење во партијата? Еве, вие знаете како бевте, исто наречам дистанцирани или тргнати, или пратениците кои гласаа поинаку. Па видете во британскиот парламент, мислам, вие немате унисоност за крупни прашања, напротив во партиите постојат такви фракции за одредени прашања да имат различен став. Постепено сакам да преминем и на европската цена, но повели доврши. Па не би рекол дека нема толеранција. За тоа што се случи во октомври, мислам дека повеќе театар беше него нетолеранција. Си имат слухеви, во СДСМ има различни гласови, дури читам, ги следам и по Facebook, по социјалните мрежи, знаат меѓу себе под наводници да се препукуваат функционери различни и така натаму. Меѓутоа, суштината е во суштински да се постават работите, како што каже Иво, заради европската перспектива, затоа што никулецот на демократијата во државата започнуваат партиите. Ако вие во партијата имате авторитарно владење, немате основни демократски механизми, непосредни избори, тоа ќе го рефлектирате тогаш кога ќе дојдете на власт. Значи, тоа владење внатре партиско ќе го пресликате и на државно ниво. И затоа се повторуваат различни изми. Така. Што е карактеристично. А дали се можни поместувања на македонската партиска сцена? Ова го прашувам затоа што последните европски избори беа навистина интересни и доведоа до некакви турбуленции. Гордан, точно е дека се знаете со Емануел Макрон, сте студирале заедно, така ми каже еден колега во редакција Фокус. Точно е дека сме студирале заедно во Париз. Не знам сега што е мотивот за прашање. Па и во последната колумна кажувате дека според некои го цитирате. Да, значи не работа дали некој поединец студирал со некој што е сега. Се познавате во секој случај. Но што е тука поентата? Поентата беше дека ако се познавате, добро да ве земат советник во владата за Франција. Јас студирав на мал факултет со малку луѓе каде што студираше во иста генерација и Макрон. Сега немаме телефон да си размениме. Добро. Веројатно го сменило тогаш и така натаму, но не е тоа поентата. Поентата е дека Македонија сега ги гледаме од гласите од Франција како доаѓаат и како Франција станува ново плашило за Македонија. Дали овој резултат, иако е многу мал процентот на Ле Пен? Дали ќе влијае? Да. Ќе влијае, бидејќи процентот е многу мал, но тоа е пораст на политиките на Макрон. И она што ни беше цело време дошепнувано во последниот период околу датума за преговори беше дајте луѓе да завршат европските избори, практично да видиме како ќе заврши во Франција, особено која што се смета како главен кочничар. И тоа нема ништо тука лично од Франција кон Македонија, да завршат изборите за да можеме после на мала врата да ве протнеме, да добиете датум за преговори. И мислам дека наспроти можеби преголемиот оптимизам од страна на владата, дека ние таму можеме да имаме потенцијална нагазна мина од Франција и тоа и повторно
тука нема лутење во таа работа. Ние знаете како во нашето општество се прашуваат зошто толку многу не мрази Франција. Ние постојано сите не мразат. Да, во француската, бидејќи голема држава и во нејзината надворешна политика нема сакам неќам. Во политиката има интереси. Да, друг тип на интереси се. Македонија е многу мала, растргната е, тоест во клинче помеѓу два поголеми братучеди на Франција, Грција и Србија, да кажеме, и не ја познаваат Македонија. Добро, на Балканот во моментот име сепак знаат што е и што се случува. Но рефлексијата од проширувањето дома во Франција е поголема. Скептик си дека ќе биде поддржана датум за преговори за Македонијата? Прво, не знам дали сум скептик. Јас многу навивам и се борам толку што можам. Не се сомневам дека сите го сакаме. Да добиеме датум за преговори и мислам дека не е страшно дали ќе биде јуни, јули или септември. Дури мислам дека нема да има ни криза. Мислам дека министерот Димитров изјави дека ќе има голема криза ако не добиеме датум сега скоро. Повеќе беше тоа пиар функција или во некој притисок кон надвор. Не гледам дека ќе има некоја преголема криза, бидејќи ВМРО ќе биде тивко на темата. Они нема да премногу бидат гласни против оваа власт која што сепак доби прилично позитивен извештај од Европската комисија. Така. Иво, како ја ги коментираш овие изместувања на француската политичка сцена, затоа што пред некои 5-6 месеци ми беше гостин овде во Дневникот, тогаш покажа симпатии кон жолтите елеци, кон движењето. Па тие симпатии се уште траат од разбирливи причини. Тоа може и една од поголемите причини што Макрон... Како политиколог, што сметаш дека беше позитивно во... Вака, видете, јас сум апсолутно против такви популисти од типот на Лепен, кои за мене се, ако дозволите, класичен идиотизам во политиката. Меѓутоа, не треба така да ги гледаме во работите во однос на Македонија. Тоа е погрешна матрица. Значи, еве, мојот соговорник живеел, студирал, се дружел како и да е со господинот Макрон, да се стави тој или јас на негово место, дали би ја пуштил Северна Македонија ваква каква што е во Европска унија. Значи, независно од тоа дали Лепен ќе победи или Макрон, ние треба самите себе да се реформираме по цена да влеземе или по цена да не влеземе во Европската унија. Она што е интересно, значи трендот на тие популисти и не е толку многу силен, барем според мене. Добре, Англија си учел во Англија, во Лондон, таму. Па, вака, видете, тој Бране го зафати пред се... Победи Брекзит групацијата, но она што за мене беше изненадувањето дека либералите се втора партија. Либералите се втора партија, да, видете. Тие се постојано, но секојаш се трета покрај конзервативците и лабористите. Мислам дека Англија што тие резултати ќе значат? Англија, односно Велика Британија се соочува со судар на генерации. Значи јас секогаш по секои избори симпатични ми се оние демографски анализи. Значи ако видите луѓето по 35 години во големите метрополи во Велика Британија не гласаат за да излезат од Брекзит. Ја во една прилика имав и некој неформален разговор со градоначалникот на Лондон, Сади Кан, кој рече тоа беше непосредно пред Брекзитот, односно пред референдумот и вели доколку изгласаме да излеземе од Европската унија, јас би се заложил за специјален статус на Лондон и граѓаните на Лондон да може лесно да мигрираат, да работат во двата правци се однесува ова. Значи, лондонерите генерално и луѓето кои живеат во поголемите градови не се за ова. Така да тој замав, да, Фараш победи, има некои интерпретации дека ако ги соберете гласовите на проевропските партии во Велика Британија, тогаш се побројни од овие на Фараш, меѓутоа факт е дека тој победи. Тоа ме потсетува кај нас како изборите, како од шведски стол, секој си ги зима оние бројки што му одговараат и сите се среќни и задоволни. Тоа го видов и на овие европски избори. Некој се радува дека крајно десниве од типот на Лепен победиле, овие се радуваат зашто они не прават, сепак мнозинството е на другата страна. Така. Зелените имаат значи секој си наоѓа нешто и е задоволен. Па еве, јас ако може да се дозволам, јас се радувам што зелените допринесоа толку на овие избори, но мене не ме засега толку тој популизам, затоа што тој популизам не е побуден како што овде некои критичари во јавноста велат за некаков распад на Европа и така натаму. Пред се верувајте миграцијата, односно антимиграцијата. Тоа е тема на висока политика, точно е дека Европа се испостави дека нема капацитет да се справи со тоа, но не ме засега визави Македонија и нашите реформи. Така. Костадин, еве, овие резултати од европските избори, какво влијание сметаш дека ќе имаат за нашите европски амбиции, нели, да се добие датум?
Па, ќе имаат одредено влијание секако. Тука би продолжил каде Ивош застана во делот на миграцијата. Мислам дека за жал овие мигрантски напливи во последните години еве се погодија баш сега во овој период кога направивме некој исчекор према Европа, но ги разбудија заспаните духови кај популистите и националистите, пред се од мигрантите кои што веќе со години нели се населуваат таму и пред се на дел од нив им ги земаат работните места, дел од нив се со висока стапка на невработеност, мислам за нивни услови. И тоа сето се прикажува на самите избори, како на пример во Италија, каде што Салвини имаше 6% 2014, мисля че не сега до 30 и нешто проценти дојде, че тоа е во најголем дел израз на отпор помеѓу овие мигрантски Убедлива победи Орбан, Виктор политики, Орбан. Да. Исто така и Орбан кој освои над 50% со таа политика, што од друга страна е па на штета за нас, од причина што сите тие партии, така наречени ултрадесни или крајни десничарски партии, се скептици визави ЕУ и низините политики, особено во делот на миграцијата, а и самото проширување го чувствуваат како еден дел на дополнителна миграција. Затоа што тие се свесни дека доколку Македонија и Албанија отворат преговори, утре влеземе во ЕУ, дека ќе има поголем дел од населението да кој што слободно ќе може нели да циркулира низ тие земји и да се вработува таму и така натаму. натаму. Тоа се случи со Бугарија и Романија. Апсолутно, и го чувствуваат како дополнителна опасност. Е сега од друга страна па либералите, односно центар левите, па и центар десните од ИПП групата не сакаат да го изгубат своето гласачко тело, односно да им го препуштат целосно на националистите. И затоа и они, вклучително и Макрон, калкулираат дали да дадат датум, кога да дадат датум за преговори, кога да се почне, се со цел... Секој всушност размислува да не изгуби од гласачкото тело. Апсолутно, од својата позиција. Ако кај нас размислуваат, нели, да ги вработуваат за да имаат гласови, сега во Европа е главно околу овие мигрантски прашања. Само ако може една реченица, затоа што ние зборувавме и гледам дека провеува тезата која што е легитимна, дека Македонија треба да ги направи реформите заради себе, не заради европската интеграција и така натаму. Таа не е едноставна теза, бидејќи ние до сега покажавме дека немаме автохтон капацитет да го направиме тоа. И прашање дали имаме. Зборувам за ресурси, зборувам за геополитичка позиција, зборувам за кадри, за луѓе. Ами немаме некакви демократски традиции големи. Демократски традиции, еден вид на политичка култура партиципативна која што у суштина не постои во Македонија или сега има некакви никулци на неа. Но Македонија веќе нема да има пропусница за брза пруга кон Европска унија. Ни се погодија звездите, да речеме. Например, ако се сеќавате, Хрватска имаше Данке Дојчланд ефектот, уште 90-те години, после тоа беше на некој начин возена. Романија и Бугарија го има руската закана, НАТО и така натаму, влегува еден пакет. Македонија е мала и небитна за Европската унија, особено за Франција, бидејќи Франција па не познава тоа, тврдам, и ние не ја познаваме, и таа не познава како таква. И небитна од тој аспект. Не сме направиле доволно да не запознаат. Па да, ма гледате ние ги сега... треба да имаме интерес да се наметнеме. Ние треба да имаме интерес. Али гледате ги резултатите. Јас сега ова го споредувам Добро, ма не го гледаат регионот Косово, Србија, ние, значи, пацифицирање на еден регион. Јас од тој аспект да гледаат. Тоа требаше да го гледаат кон многу порано. Значи, Македонија е неправедно изоставена или неправедно е отфрлена од целата приказна. Евровизија, например, Тамара победи од публиката, од жирито, значи од овие што разбираат музика, условно кажано тоа е Македонија со Европска комисија, кои што го разбираат перформансот, ама изгуби од народот Тамара. И народот е тој што во Франција што тотално не го интересира проширувањето, или го ќе кажеш дека не знам, во Македонија има муслимани, например, кај живеат, тоа е аларм во Франција. Бидејќи, сакаме да го признаеме тоа и не, тоа општество е прилично нетолерантно или прилично сензитивно на па дури на мултиетничност, мултикултурализам или продорни исламот. Тоа се врзува со миграција и така натаму и така. И се тука има многу фактори кои треба да се објаснуваат, но ние не ги објаснуваме. Сакам последниот круг во врска со оваа теза, а поврзана и со делот овие европски избори. Можно ли е во Македонија, зошто во Македонија никако да се наметне една
нова, трета опција, него како што реков се делат, се множат СДСМ и ВМРО, тие се оние стожерни и едно чудо мали партии. И тука сакам сега за Грција да зборуваме за резултатите, каде нели толку време се менуваа пасок Нова демократија, изникна една Сириза. И сега ова што е во тој контекст поразот на Сириза од Неа демократија, што може да очекуваме ние, бидејќи ќе има предвремени избори во Грција, во врска со овој наш европски пат? Првото прашање, значи две прашања ми се. Да, Сириза, ако добро паметам, започна како активистичко движење, не како политичка партија, направи одредени добри резултати за Грција, се наметна на еден, така да речем, мангупски начин. Меѓутоа, дојдоа до ниво да ги компарираат со оние левичарските пак популисти. Овој неуспех што го остварија на европските избори не мора да значи дека ќе се одрази во целост на парламентарните избори во Грција кои следуваат, но дава, сигурно дека дава знак и го крева алармот. Не мислам, верувајте, особено од популисти како што кои се фаворити сега на предстојните грчки избори, дека нешто драстично ќе се смени во поглед на имплементација на договорот со Грција. Верувајте дека рутина е на популистот кога ќе дојде на власт да ги спласне работиве. Погледнете ги само изјавите на Орбан, на Матео Салвини после европските избори. Ништо не ги двои ни Мицотакис тука, не се издвојува. Затоа, да, во ред, ќе биде потешко комуникацијата, динамиките на функционирање, ќе има и некои искри типично за Балканот, меѓутоа не мислам дека во глобала работите зависат само од Грција, тука е поширока политика. Зависат и од кредитите што треба да ги добијат. Токму така и многу други моменти, така што... Добри, кај нас сме гледале во опозиција едно зборуваш кога ќе доеш на власт, кога ќе бидеш во целата европска машинерија со сите контакти, друга е приказната. Токму така, додека она прашање околу трета некоја опција, тоа е и глобален феномен. Значи, бипартиските динамики не се само присутни во републикава, тоа е глобален феномен. Не знам што точно е тука причината за таквото нешто. Секоја земја си има своја приказна, меѓутоа овде двете големи партии ја имаа контролата на власта, ја создадоа на некој начин, беа и државнотворни и имаат преголемо искуство и пуштен преголем корен за да може така лесно да ги победите. И мантрата и менталитетот. Пасок не беа, да, меѓутоа грчкиот се менуваа татко син. Така, меѓутоа грчкиот гласач е потемпераментен. Таму владеат и анархистички движења и не може да така лесно да движења, тука ние, нашиве синдикати. Така што малце е конфигурацијата на гласачкото тело е поразлична и посентиментална во однос на Константин, истото да. Прашања. Две во едно. Не само Сириза, тука може и Герб да се подведе, да речеме, во Бугарија на некој начин, која што е владеачка партија таму и екстремно засилена. И легитимни се овие очекувања и прашања во однос на формирање на трета опција со оглед на резултатот на изборите кој што беше сега од председателските, што остава простор на вистина за размислување дали е најпогоден момент за формирање на некоја трета силна опција, граѓанска опција. Каде би била центар, на центарот лоцирана, лево, десно? Па, веројатно центарот во кој што би ги опфатило и едната и другата страна, затоа што кај нас ниту левица, ниту десницата не се вистинска левица, не десница. Имаат многу измешани политики, и ВМРО има некои левичарски политики, СДСМ има десничарски. Така да, веројатно таа ја гледам повеќе како некоја граѓанска опција, ако би била од двете страни каде што би имала поддржувачи, членови од Социјалдемократски сојуз и од ВМРО. И од разбудената граѓанска јавност, да речем. Мултиетничка. И можеби треба на државата во овој момент такво нешто малку да и самите гласачи и луѓето да добијат една нова надеж, малку да се размрдаат некои работи, да не биде оставено или само на ВМРО ДПМН и СДСМ. А и конечно мислам дека веројатно таа трета партија ќе биде и клучна за да опозицијата може да се врати на власт, бидејќи не гледам сега со кого би коалицирала за да освои повеќе од 450.000 гласа. Веројатно ќе биде потребна нека таква трета силна партија за коалиција. Добра, ама ВМРО беа исто задоволни од резултатите на председателските.
Па добро, беа Сите задоволни, победија. да. Сите победи и нови Па председател. затоа Дури реков, мислам дека и славевме првиот круг така, на да. кога беше, меѓутоа факт е дека СДСМ и ДУИ веројатно го достигна дното по број на гласови, а тоа дно е некоја си 430.000 гласа, што значи овој резултат ВМРО доколку сака да добие мандат, а предпоставка е дека СДСМ и ДУИ веројатно ќе одат повторно коалиционо на парламентарни избори, ќе треба да освои повеќе од 440-450.000 гласа. Вториот дел од прашањето. Поразот на СИРИЗА на европските избори, најавените предвидени избори во Грција, парламентарни, сметаш дека ќе има доколку нели Мицотаки си освои власта, некакви драматични промени во грчката политика? Па визави не сметам. Македонија? Прво е многу значајно и дали ќе формира влада неа демократија. Нема да има што такво мнозинство. Има веројатно шанси да се случи нешто како што се случи на ВМРО ДПМН 2016 година, значи да има мнозинство, меѓутоа да нема мнозинство влада да формира. Се ќе зависи од ПАСОК веројатно со кого ќе прави коалиција како трета партија. Претпоставка е во Грција, колку што разговарав дека веројатно ќе одат со неа демократија, бидејќи со СИРИЗА, нели бидејќи СИРИЗА произлезе од ПАСОК, не се баш во најдобри релации, преби оптирале со неодемократија, така што веројатно ќе формираат влада. Но не очекувам некои драматични пресвртници, Но не со такво големо мнозинство за некоја комоција. Па и немаше претпоставувам. некои остри изјави од страна на грчката страна од делот на што се однесува до нас и договорот од Преспа. Гордан? Пак се враќаме на прашањето дали Македонија ќе добива протекции на патот кон Европска унија или не. Во случајов Македонија нема да има протекции. Ако новиот евентуален премиер на Грција сака да ја блокира Македонија, ќе може да ја блокира, но тој нема да го прави тоа од условно кажам популистички или домашни. Не, он си каже кога ќе освои власта нема да го поништи договорот, Се до разбира, толку се имаат разбира. една државничка Се разбира, но традиција, ако но ние- рече ќе прави блокади на европскиот пат. Па ќе Тука прави може. блокади ако ние му дадеме да речеме некаков Аргумент во рацете, за нели? тоа. И затоа Македонија е претесна и премала и премногу сме закрвени се уште за да можеме да си го дозволиме тој луксус. Или ќе ги впрегнеме силите сите заедно, ќе подадеме некаква меѓупартиска, меѓуетничка рака, за да можеме да истраеме на тој пат, или навистина ова општество ќе почне да се дезинтегрира и нема да има кај да оди понатаму. А процесите се обично девастирачки во таа Така. ситуација. И сосема последно, гледаш ли простор дека може, како што рече Костадин, он гледа простор некаде за нова партија на центарот, инаку ние имавме некој обид со партијата Демократска алтернатива на Топурковски, па таа остана без ниеден пратеник на пола мандат. И двата обида и на Тито Петровски И на Тито Топурковски Петровски, беа Донесе така. ВМРО на власт. Да. И двата обида беа катастрофални. Да, и точно. не беа изнедрени од добри причини. Всушност да Ора, зима good кадри, causes. партии кои се Да. составени од кадри на СДСМ или Да, па добро и во партијата на Груевски имаше некои кадри кои во тоа вика раководството мала е кои беа Македонија, мала е Македонија. симпатизери на СДСМ порано. И третата опција нема да праша или нема да ви каже ако се појави. Таа или ќе се појави или нема да се појави. Јас тоа му го заменам на Заев многу сериозно, бидејќи он вети предизборно дека ќе има некакви промени во изборниот модел за поголема пропулзивност на мали партии, групации и така натаму во име на некакво демократско шаренило. Тоа уште не е направено, ќе видиме како ќе изгледа тоа. Партиите во Македонија, големите особено, имаат еден премолчен консензус околу големите прашања. Особено околу изборниот модел. Како да биде Џан да збира, а овие маливе да останат пајтон партии кои ќе мораат да бидат делот. Јас мислам само да се надоврзам дека фали во делот на центар десно трета партија, бидејќи реално политиките, реториката и наративот на ВМРО повеќе делува ултрадесничарски, нели, популистички како овие партии сега што Некои доминираат. познати членови од Да. партијата се радува Така на да- победата на Лепен, на Да, Салвини, на Орбан. Ако дозволите... Така да мислам дека тој простор може да се е слободен, да се пополни, е празен секако и да опфати и дел од Има левиот. некакви размислувања, имате... Па не, мислам сега во контекст на муавета. Евентуална Да, ајде, трета заврши. партија, на кратко, сметам дека треба да дојде пред се од
од млади луѓе, интелектуалци кои Македонија ги има, докажани и ни светот и во процес на докажување, имаме капацитети и на масава. Така да постојат луѓе, постои простор, меѓутоа не треба да се оди со опција на веќе испукани пушки, што би се рекло, него да се оди на некои познаци на навод не искорумпирани умствено луѓе, па и материјално, значи некои луѓе кои треба да се докажат. Има такви, не може да се пробијат низ партиските облаци, меѓутоа со тек на времето можеби и нешто ќе излезе од сето ова. Добро, јас ви благодарам што бевте гостин во Благодарам и отвореното ние. студио. Почитувани, тоа беа Гордан Георгиев, Ивар Анđеловиќ и Костадин Богданов. Од мене пријатно, во понеделник со вас е колегата Саша Ордановски. Останете на фреквенциите на 1 ТВ. Следува емисијата од спортот, па потоа дневник и следете ја програмата. Пријатно.